Меѓународните експерти кои го испитуваат потеклото на COVID-19 ја отфрлија теоријата дека вирусот потекнува од лабораторија во Кина. Питер Бен Ембарек, шеф на мисијата на СЗО, рече дека е крајно малку веројатно дека вирусот протекол од лабораторија во градот Вухан. Тој рече дека е потребно повеќе време за да се најде изворот на вирусот. Истрагата сега може да се фокусира на Југоисточна Азија, рече друг експерт. Тимот на СЗО во моментов е на крајот од нивната истражна мисија. Доктор Ембарек на пресконференцијата исто така изјави дека истрагата открила нови информации, но драматично не ја променила сликата за појавата. Експертите веруваат дека вирусот неверојатно потекнува од животни пред да се прошири на луѓето, но тие не се сигурни како. Жена која беше тешко повредена додека протестираше против војниот удар во Мјанмар се наоѓа во критична состојба, пренесува BBC. Таа беше повредена на протестот во вторникот во главниот град Нејпитау, каде полицијата се обидуваше да ги растера демонстрантите со водени топови, гумени куршуми и куршуми во живо. Групата за права и новински агенции велат дека жената била застрелана во главата. Има извештаи за сериозни повреди, бидејќи полицијата ја зголемила употребата на сила, но досега нема жртви. Француската луѓерка која е најстара личност во Европа го преживеа коронавирусот само неколку дена пред нејзиниот 117-ти роден ден. Лусил Рандон, кој го зеде името на сестра Андре во 1944 година, беше позитивна на коронавирусот на 16 јануари, но не развила никакви симптоми. Таа за локалните медиуми изјави дека не ни сватила дека го има вирусот. Таа се изолираше одделно од другите жители во нејзиниот дом за пензионери во Тулон во Јужна Франција, но сега се смета за целосно закрепната. Сестра Анде, која е слепа и користи инвалидска количка, сега со натрпение очекува да го прослави својот роден ден утре, иако ќе го одбележи овој настан со помала група жители од вообичаеното.